Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на информативната емисија ТВ Објектив на КТВ. Ги отсликуваме работењата на општините во Тиквешијата во Вардарскиот регион. Во наредните минути ќе говориме за општина Росоман. Работењето на општината, се она што се реализира, а има за цел подобрување на условите за живот. Наш гостин вечера во студиото е градоначалникот на Росоман, Ѓорѓи Крстевски. Добро ни дојдовте. Ви благодарам на поканата. Ја користам оваа прилика да ги поздравам гледачите на КТВ телевизија, исто и на вас како медиум кој што постојано не следите овој период во сите проекти и се што реализираме како општина Росоман. Така, општина Росоман има нов градоначалник со последните локални избори, а веќе направивте 100 дена од превземањето на функцијата. Градоначалниче, како сте задоволни од тоа што планиравте и тоа што веќе е реалност и сте прв човек на општината? Вака, најпрво ќе искористам оваа прилика да се заблагодарам на администрацијата кои што се вработени во општина Росоман, исто така и на членовите на советот кои што ја даваат својата максимална поддршка и се залагаат да донесеме што повеќе проекти и што повеќе да ја развиваме општина Росоман. Изминатиот период заедно со советниците не идовме на исклучително добри ситуации, кај што многумина од советниците и од членови на администрацијата се откажа од голем број на привилегии, користење службени телефони и све останато, за да може општина Росоман се повеќе да напредува. Секако дека сме задоволни, секогаш може подобро, така да наредниот период ќе бидеме се повеќе и повеќе посветени кон реализација на бројни проекти. Ке почнеме со инфраструктурата, таму сте доста активни, што би се рекло од првиот ден. Што се е сработено во овие 100 дена и какви се плановите за наредниот период? Во делот на инфраструктурата најпрво се заврши еден голем проект, тоа е воднување на Бавчите, тоа е местото, централното место на општина Росоман, кое што со години, односно децении е под вода и доста жители на општина Росоман имаат своји поседи, плацеви, односно тоа е градежно земјиште кое е под вода и не може истото да биде функционално. Тоа се направи со средства обезбедени од владата од првиот повик, тоа е популарниот меѓународот унгарски кредит, кој што го комплетира овој дел. Воедно во комплетирање на овој проект беше вклучено и асфалтирање на две улици, тоа е скраци на улицата Гоце Делчев и Страшо Пинџур, а со самото одводнување се изработи одводнување со атмосферски решенија, додека веќе наредна фаза ќе се приклучи и вториот дел од вториот повик, каде што веќе се изработува атмосферска канализација, фекална канализација, водовод, како и изградба на нови улици, тротоарски решенија и осветлување на истото. Ова од вториот повик на владата, каде што беа предвидени околу 36 милиона денари, а во завршна фаза е и тендерирањето, односно веќе проектот е тендериран, можеби за 20 на дена од сега ќе имаме исклучен договор со изведувач. За потребите на овој проект беше изработен и елаборат за експроприација, затоа што сакаме кога веќе се изведуваат и улици да бидат со поголеми димензии, за да може инфраструктурно подобро да се реши овој дел од општина Росоман. Експроприацијата некаде ќе биде во вредност околу 2 милиони денари. Исто така се заврши една голема улица во село Сирково, тоа беше проект кој што беше започнат од претходната локална самоуправа. Ние го наследовме, го продолживме без никаков застој. Се решија доста ситни проблеми кои што се соочувавме во текот на изведбата, односно тоа е навистина голем потек во село Сирково, главната улица и централното уредување, централното подрачје на село Сирково и уредување на улица која што е од центарот до кај игралиштето, тоа е стадионот во село Сирково, влезото од другата страна од кај Росоман. Исто така се започна и изградба на нова улица во село Манастирец. Тоа е реконструкција на централната улица, односно најголемата улица со должина околу 608 метри. Овој проект е финансиран од Министерството за транспорт и врски преку Светска банка. Тоа ќе донесе едно многу функционално решение во село Манастирец. Ќе се реши комплетно целото централно уредување на село Манастирец. Исто така во делот на инфраструктурата работиме на комплетирање на една нова урбанистичка зона, каде што ќе имаме 77 градежни парцели за индивидуално домување со намена А1. Во овој дел ќе се гледа да младите брачни парови, младите луѓе да останат, да имат да изградат свој објект, свој дом. Исто така имаме и уште две локации кои што наредниот период ќе работиме урбанистички да ги средиме. Тоа е
Во населбата Гумење има еден добар дел од околу 5 плаца за продажба, кој што е државно земјиште. Исто така има и уште еден дел кај улицата Маршал Тито, жителите на општина Росуман знаат, тоа е негде зад Ангропромет старото, тука имаме исто добра локација за изградба на домување, на плацеви за домување, така да наредниот период ќе бидеме посветени што повеќе да можеме младите да ги задржаме во општина Росуман, да инвестираат тука, да не се соочиме со овој голем проблем во денешницата со иселувањето. Значи, од ова може да се заклучи дека подеднакво се размислува како за Росуман, така и за останатите населени места во општината, со оглед на проектите кои што веќе ги споменавте. Исто така работите и на подобрување на осветлувањето и безбедноста во сообраќајот во самото населено место. Со доаѓањето веќе се отстрани она сообраќајно решение кое што беше непопуларно на влезот во самото населено место. Што работите во делот на осветлувањето? Да, ја ќе кажам во однос на осветлувањето, но во делот на отстранувањето на тоа сообраќајно решение, ние веќе имавме допис од Министерството за транспорт и врски, каде што беа увидени некои грешки во изведбата, односно во тие сообраќајни решенија што биле тогаш користени. Тоа е на влезот на Росуман кај популарниот технички преглед што го викаме во Росуман, но и на улица Стерио Несторовски. Министерството за транспорт и врски по самиот увид дека е констатирано дека има неправилности, веќе започнавме постапка и веќе во тек имаме од денес и одобрение од Министерството за внатрешни работи, каде што ни одобруваат ново сообраќајно решение. Очекувам дека во текот на оваа година ќе се изработат нови сообраќајни решенија кои што ќе бидат со огромно значење за овој приклучок на влезот на Росуман. Во делот на осветлувањето се соочивме со еден проблем што се случи измеѓу двата круга во кампањата, каде што голем дел од уличното осветлување беше исклучено, но и голем број на дефекти кои што со време не биле санирани, додека јас затекнав ситуација каде што немав ни еден метар кабел, немав ни една ламба резервна. Веднаш се вклучивме во активности да обезбедиме се, беа монтирани до сега некако околу 20 столбови за нови канделабри, беа сменети многу улични осветлувања. Со самата реконструкција сме во редовна координација со Евана, каде што тие прават реконструкција, односно замена на дрвените стари бандери со нови. Во деловите кај што можеме да одеме со подземно, спуштаме подземен кабел и се приклучуваме со нови канделабри. Исто така во делот на безбедноста се поставија нови легнати полицајци. Тоа исто така беше во соработка со една општествено одговорна личност од општина Росуман, која што ги покрие поставувањето на овие легнати полицајци. Воедно и самите како општина наредниот период ќе распишеме јавна набавка за поставување на нови легнати полицајци, како и за поставување на пластични ПВЦ столбови на територијата на особено централниот дел на Росуман. Затоа што се соочуваме со еден проблем каде што имаме небезбедно движење на пешаците, паркирани возила на тротоарите, со ова планираме да го ограничиме овој. Исто така се одбележа и пешачките премени, се направија хоризонтална комплетна сигнализација одбележување во Росуман. Очекуваме истото на времено да го одржаваме, да не се соочиме да после некое време самото се истроши со самото време. Исто така се реши и осветлувањето во останатите населени места, особено населеното место Мрзен, каде што се повеќе индивидуалци се враќаат во ова населено место, си градат своји викендици, таму воопшто немаше улично осветлување, можеби веќе скоро година дена. Така да комплетно ќе работиме овој период да не се соочуваме со овакви проблеми. Во каква кондиција е јавното комунално претпријатие Росуман, што активности се реализираат во ова јавно претпријатие? Во јавното претпријатие комунални дејности Росуман, да почетокот кога дојдовме соочивме со една комплицирана ситуација, нека комуналното претпријатие на 15 во месецот немаше обезбедено средства ни за плата за вработените. Веднаш помогнавме, се појави општествено одговорни компании кои што помогнаа за комуналното да доведе во една солидна кондиција. Почнавме веќе платата од 15, 12, 10 и веќе да ја вратиме во едно нормално време кога треба да земат вработените плата, така да постепено ќе размислуваме за зголемување на платите на вработените. Воедно за да му возможиме полесен пристап на корисниците, се отворија нови канцеларии на јавното комунално претпријатие во центарот на Росуман
исто така и со наплатен центар, затоа што досега кога ќе се издадела сметка од страна на јавното комунално предпријатие немало можност каде тие да ја платат, туку истите оделе во пошта или во банка, која што Росума немаме банка, морало да идат во Кавадарци да платат, така да веќе можете и со тој начин на функционирање имаме побрз начин на наплата и луѓето почесто си ги плаќаат своите сметки. Како се движи наплатата? Задоволува ли процентот на наплата? Наплатата веќе задоволува и гледаме да што почесто ги известуваме корисниците колку е нивниот долг, дека навремено треба да си го подмират, но сепак граѓаните сакаат да си ја платат својата сметка, а да видат услуга кон нив, односно кога ќе видат дека секој ден се чистат улиците, дека механизацијата на јавното предпријатие им користи на граѓаните, многу полесно и тие си ги подмируваат своите сметки кон јавното предпријатие. Воедно се обезбеди еден простор каде што беа набавени во минатото ПВЦ контейнери за преместување на јавното комунално предпријатие, но таму веќе ништо не беше преземено, само беа оставени. Во меѓувреме обезбедивме приклучок за струја, беше направен голем комплекс каде што ќе може да се паркираат возилата со гаражи. Изминатава недела беше поставен и видеонадзор каде што можеме да бидат истите и безбедни. Се вратија во функција нов трактор кој што беше во дефектна состојба повеќе години, се врати во функција метларката, опремата за зимската служба. Воедно покажавме еден нов пристап кон решавање на зимските услови на територија на општина Росуман. За прв пат надлежностите за зимска служба ги отстапивме на јавното комунално предпријатие, да не се соочуваме со еден проблем каде што во минатото беа распишувани јавни набавки и ги добиваа фирми оддалечени од 200-300 км од општина Росуман. Сега целосно јавното комунално предпријатие со заштеда изда општина Росуман, но и средствата да одат во јавното комунално предпријатие го решаваме овој проблем и оваа година беше успешно за кое што може да посведочат и жителите на општина Росуман. Исто така, општина Росуман и земјоделска општина веќе се исплатија средства од владата по основ на штети кои ги претрпеа земјоделците. Колку општината е вклучена во подобрување на условите на овоштарите пред се, бидејќи претежно занимање на жителите е овоштарството, во подобрување на инфраструктурата, нели, за продажба на производите и што се друго работи општината во поглед на земјоделството? Во поглед на земјоделието во Росуман имаше ни две критични години, за жал. Се надам дека оваа година после долго време земјоделците ќе си го видат својот ќар од земјоделието, затоа што минатата година се случи на големо мрзнење на садите, на посевите. Тука се вклучивме јас тогаш како дел од владата и тогашната локална самоуправа во експресен временски рок да се излезе на терен комисијата да се изработат тие елаборати за проценка на штета, така да веднаш меѓу првите општини се изврши исплата од страна на владата кон општина Росуман во износ од околу 24 милиона. Тоа е за штетата за мраз од 2025 година и за штетата која го офана регионот Трстени, Камендол, Дебриште за град 2024 година. Тука и општина Росуман во брз временски рок ги исплати сите средства кон самите земјоделци, околу 1100 налози се исплати од страна на општина Росуман. Исто така работевме овој период на санација на пристапните патишта. Ги има многу патишта на територија на општина Росуман, ќе имаме многу работа овој период, да гледаме да биде тоа навремено, затоа што и овој период од неколку месеци можеби се најврнежливите во последната деценија, доста од овие патишта до земјоделските насади се видно оштетени, но работиме и во соработка тука, сакам ги пофалам и околните фирми поголеми кои што испаѓаат во сусрет на нас, ни помагаат во обезбедување на камена маса, тампон или било какви продукти кои што им се потребни на земјоделците. Користам оваа прилика и да ги повикам и самите земјоделци да се вклучиме во заеднички акции, општината, фирмите и самите земјоделци, каде што ќе можеме сите заедно да си помогнеме. Исто така во кампањата ветив и посета на трите најголеми саеми тука во регионот, каде што земјоделците ќе се запознаат со новите технологии во денешницата во однос на земјоделието, односно дали со прскање со дронови, дали нови модели на трактори,
така да технологијата оде напред, да гледаме нашите земјоделци што повеќе да се едуцираат. Така... Има ли интерес за тоа што бесплатно организирате посета на сајми? Ова ни е прва посета, оваа година организираме за Солун, така да секоја наредна ќе гледаме да биде на друга локација. Предвидовме Пловдив и Нови Сад. Веќе има интерес. Гледавме она пробно да видиме колку до сега, мислам дека околу 30 на земјоделци се пријавени, очекувам бројката да биде околу 50, кој што ќе одиме во Солун. Тоа е сериозна бројка. Исто јас ќе бидам со земјоделците таму да видиме како е ситуацијата со модерните текови. Односно не само во штарството, тука и лозарството и па градинарството, па дури да видиме и луѓето што се занимаваат со одгледување на сточарство и се останато. Општина Росуман и социјална поддршка на социјално ранливите категории. Како се реализира овој дел од надлежностите на општината? Во делот на социјалната поддршка се исплатеат редовно сите новороденчиња, можеби сме една од општините кои што има најголема исплата кон новороденчиња, но да ќе настојуваме таа да се зголемува наредниот период, моментално околу 12.000 денари. Ќе гледаме барем да оде во некоја нагорна линија, наредната година да направиме да биде 15. Се надевам дека ова ќе биде еден поттик да можат родителите да ствараат повеќе дечиња, за да можеме да ги задржиме младината, да си ги зачуваме школите, градинките, каде што Росуман ќе продолжи да се развива. Се исплативме исто така и за прв пат се воведе од оваа година, од 2025 година, се исплатија стипендиите за учениците и за студентите. Се поделуваат многу пати социјални пакети за ранливи категории, многу пати тие не ги објавуваме, не ги прикажуваме со цел да има заштита на тие лични податоци. Во соработка со Црвениот крст исто така организиравме многу хуманитарни акции. Исто така имаме и соработка со едно здружение од Велес за лица со попреченост, каде што веќе пружиме еден вид на нега на стари лица во домовите. Успеавме да го продолжиме проектот, а во наредниот период истиот проект ќе се зголемува, затоа што увидов дека доста има лица со посебни потреби, кај што ќе треба особено внимание да вложиме, затоа што секој од тие семејства си има своји потреби и ќе гледаме на сите да им излеземе во пресред. Очекувам веќе во петок да имам прв состанок каде што ќе разговараме за сензорна соба, каде што ќе отвориме во делот на старото училиште во Росуман. Исто така планираме и да направиме и лична асистенција за овие лица. Образованието, училиштето во Росуман, како се реализираат надлежностите во делот на образованието? Во делот на образованието најпрво се случи промена на раководниот кадар таму во самото училиште. Работиме на доста проекти изминатиот период, се набавија нови телевизори, нови уреди, нови клима уреди за самите ученици, исто така се набавија и компјутери за наставниците. Тука ни е детската градинка, која што има еден дел од детската градинка кој што со години е изградена, не е отворен. Веќе бев на состанок во Министерството за труд и социјална политика, очекувам во текот на оваа година да го отвориме овој дел. Исто така решивме еден голем проблем кој што беше за изградба на новата детска градинка во село Сирково. Таму имаше едно земјиште кое што беше сопственост на физичко лице. Еве да искористам оваа прилика да се заблагодарам на него за донацијата кон општина Росуман. Истиот човек го донираше и го отстапи на општина Росуман ова, за да можеме да продолжиме со изведба и реконструкција на објектот пренамена во детска градинка во село Сирково. Се прават напори за повторно заживување на спортот. Имавте средба со представници од Општинскиот фудбалски сојуз. Да, во делот на спортот јас и особено сите млади во Росуман сакаат да има успешен спорт, да недела или сабота кога се фудбалските надпревари да биде спортски празник во општина Росуман. Даваме особена поддршка кон фудбалскиот клуб. Ќе искористам ова прилика да ги повикам и приватните компании од општина Росуман и од околината да помогнат да направиме еден успешен фудбалски клуб и успешна фудбалска приказна во делот на ФК Росуман. Тука си останатите фудбалски клубови кои се надпреваруваат во општинската лига, тоа се Трстеник, Манастирец и Сирково, каде што ќе инвестираме и во тие населени места, а во Росуман е она главното, ајде да речем, стадионско решение, каде што е нашиот најдобар клуб. Ќе се инвестираат во наредниот период во поставување на нови столчиња, односно не се поставени столчиња до сега, туку ќе поставиме столчиња.
тоа ќе бидат околу 250 столици. Воедно ќе работиме на подобрување на теренот и околу теренот во иднина да се направи една патека за трчање и рекреација каде што младите ќе можат да спортуваат во овој дел. Воедно се поддржаваат и останатите клубови. Би сакала да се пофалам дека во општина Росуван имаме кикбокс, имаме джудо борење, имаме многу спортски активности, особено сега појавени се и некои нови надпревари во будо, каде што доста од жените во општина Росуман спортуваат, така да една успешна спортска приказна ќе имаме наредниот период за општина Росуман. Со поддршка на општината секако. Со поддршка на општината се работи и на дигиталната инфраструктура. Што значи тоа? Во делот на дигиталната инфраструктура, најпрво како општина Росуман направивме да можат граѓаните полесно да пристапат кон општина Росуман. Најпрво воведовме телефонски број, односно Вибер линија, каде што луѓето 24/7 во текот на денот ќе можат да се обратат до општината и да добијат повратна информација. Воедно и нас како општина ни известува побрзо за самите проблеми кои се случуваат, а ние веќе имаме некој си наш зададен рок каде што ќе треба да реагираме кај тие проблеми што се веднаш решливи, има и проблеми кои што се потребни тендерирање, изведба на проектна документација, но се надеваме дека во брз временски период целото ова ќе се поклопува и ќе биде функционално. На самата веб страна направивме нова веб страна каде што исто има пријави проблем. Самите граѓани кои ќе прикажат или кои ќе упишат дека имаат проблем, ни стигнува на нашата мејл адреса дека на таа и таа адреса има таков и таков проблем, веднаш излегува на лице место од страна на општинската администрација и овој проблем во најбрз рок го решаваме. Значи решенија кои што се во директна корелација и соработка граѓани и општина со цел проблемите брзо да се решаваат. Каква е меѓуопштинската и меѓуинституционалната соработка на општината Росуман? Вака, во однос на општина Росуман, ние сме збратимени со повеќе општини во регионот. Само што си дојдовме пред неколку дена од општина Пландиште, искрено сум изненаден од каква гостопримливост имаме таму. Тоа е општина Пландиште кај што има 6 нации и 6 службени јазици. Таму имаме околу 1100 македонци кои што живеат во таа општина. Гледаме нови култури, различно нешто од кај нас. Исто така ги продолжуваме сите соработки со општина во Романија, тоа е општина Анина, во делот на Турција, веќе традиционално сме збратимени со општина Бергама, тука ни е и општина Балчова во Измир, каде што редовно си имаме комуникација и тие доаѓаат кај нас и ние кај нив, во иднина тоа да го предочиме во заеднички проекти, да инвестираме, да ги следиме позитивните примери. Во однос на соработка со Министерството, центрите за развој, наредниот период спремаме апликација каде што веќе се појавени два повици, тоа е Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа за намалување диспаритетите меѓу планските региони. Ние како општина Росуман очекувам да аплицираме со подобрување на комуналната инфраструктура, односно набавка на нова механизација за јавното комунално предпријатие во Росуман, како и набавка на нови контејнери, така да веќе се воспоставува еден систем каде што јас главен фокус ставам на јавното комунално предпријатие, затоа што јас како градоначалник сметам дека вистинската слика ја ствара јавното комунално предпријатие во секоја една општина, колку е подобрена хигиената, како се собира и одлага отпадот, така да ќе работиме на овој дел многу во иднина. Ние продолжуваме да го следиме работењето на општината со тоа што граѓаните редовно ќе добиваат информација. Градоначалниче, благодарам што бевте наши гости. Ви благодарам и на вам. Почитувани, ова беше ТВ Објектив на КТВ. Наши ваш гостин, градоначалникот на општина Росуман Ѓорги Крстевски, со кого говоревме за сработеното, меѓутоа и со најави за проекти кои што ќе се реализираат во наредниот период. Имајте пријатна вечер.